За неполни 5 месеци Царинската управа поднела 41 кривична пријава против 32 правни и 118 физички лица за нелегално внесување во државава на 140 половни автомобили. Преку избегнување на плаќање на царинските давачки, буџетот само во овие случаи бил оштетен за речиси 240.000 евра. На брифинг со новинарите, директорот на Царина Бобан Николовски, образлагајќи детали во врска со одредени случаи, рече дека во нелегалните активности биле вклучени шпедитори, царински службеници, а во еден случај при увоз на возило Мерцедес и полицаец и нотар. Царинската постапка била лажно завршена со помош на внатрешни лица, без реално да се платат увозни давачки. Извршени се незаконски заверки и регистрации без проверка во системите. Форензички докажано, фалсификуван потпис и печат на фирма која воопшто не била поврзана со увозот. Возилото е запленето, а против 9 лица е поднесена кривична пријава за повеќе кривични дела. Од Царина велат продолжуваат со работа, бидејќи се сомневаат дека вакви криминални активности со истите шпедитори има и во други случаи. Николовски вели од почетокот на годината досега бележат раст од 17% на наплата на данок на моторни возила. Применуваме сеопфатен пристап за спречување на криминалот. Ги заекнуваме сите капацитети и внатре и на граничните премини, и на оние најфреквентните, и на оние со најмал сообраќај, при што ги спречуваме обидите за кријумчарење. Инаку од почетокот на годината досега вкупно има 85 кривични пријави. Дел се за злоупотреба при увоз на месо, масло за јадење, злоупотреби на службената положба. Како позитивен пример Николовски го спомена граничниот премин Пелинце, каде вели со години не се памети да има записник за кривично дело, а токму на тој граничен премин пред извесен период бил спречен обид за кријумчарење злато и сребро во вредност од 39.000 евра.